Климатските услови непогодни за земјоделието и недоволното вреднување на трудот на земјоделецот резултира со намалување на земјоделските површини, приносите, како и исчезнување на дел од културите. Професор Илија Каров вели дека заради промените во климатските промени се намалуваат приносите, но проблем е ниската откупна цена на дел од културите, како на пример пченицата и оризот. Држава како што е Македонија и било која држава во светот, ако нема собствено производство на леп, односно пшеница па леп, тоа влева една несигурност за севкупното население во државата. Значи мора секоја држава, па вклучувајќи и Македонија, да има собствено производство на пшеница. Ние имаме доволно површини, меѓутоа со една ваква политика, сега ќе ми замерат политичарите, меѓутоа несоодветна, не се вреднува трудот на земјоделецот, со многу ниска и нерегулирана откупна цена на пшеницата, значи луѓето сакали или не, полека ќе се оддалечат, ќе ја напуштат таа култура. Исто е пример и со оризот. Слушам од вчера, завчера, се почна со жетвата на оризот и откупна цена 25 денари. Катастрофа. Мора да се бара решение кое би помогнало младите да се вратат и да работат земјоделие, со што државата не би била зависна од увоз на земјоделски производи. Останатите држави, како Италија и Србија, на пример, нудат помош за решавање на стамбено прашање со услов младите да останат во село и да работат земјоделие. Нешто слично е потребно и кај нас, вели тој, не за младите да останат во село, туку да останат во државата. Во Македонија не се размислува за еден ваков проект, а имаме многу села кои се за прилично луѓето се иселени од тие населени места. Малку треба државата да вложи, се со цел да младите го решат стамбеното прашање, па дали ќе работат во градот или ќе останат во земјоделството, сепак ќе останат во државата. Голем број имат што не го решиле своето стамбено прашање. Значи, не е доволно само стимулација и купување на механизација, нема кој да раководи со таа нова механизација. Или дават стимулации за формирање нови фирми, не знам ова. Сето тоа е добро, но сепак основно е она што ќе да има кој да произведува веќе. Ние немаме сериозни земјоделци, имаме, но недоволно, затоа земјиштето не е обработено. Понатаму, значи да се води една коректна, добра политика околу задржувањето на млади. Мора да има подмладок и во земјоделието. Како што посочи Каров, потребно е да се едуцираат младите, да се вложува со цел да може да останат и да работат на село и да се занимаваат со земјоделие. Во спротивно ќе исчезнат и сегашните култури, идентично како што исчезнаа шеќерната рипка, маслодajните култури, памукот и слично.